сите, добродојдовте во новото ексклузивно, морам да признам најискрено и најдругарско до сега издание на Тин Мин со Ана, затоа што со мене е мал дел од мојата дебатна фамилија, оноко колку што успеав да ги соберам искрено во студио. И ќе играме една многу интересна игра, ќе ни биде ултра забавно. Можеби ја знаете, Never Have I Ever, многу актуелна на YouTube, на секаде. И се надевам дека и вие ќе ја играте со нас, затоа што е многу едноставна и се што треба да имате е сум и не сум како одговор во главата. Ние ќе ги имаме одговорите и на листови. Прво да си ги представам моите гости. До мене веднаш е Петар. Здраво. Ирена. Здраво. Марко. Здраво. И Ирина. Здраво. Да, имаме Ирена и Ирина. Поприлично многу луѓе во студио имам денеска и ептен сум возбудена за оваа игра затоа што приватно многу ја сакам и се надевам дека ќе се поминеме убаво. Значи, златно правило е тоа што мора да бидете 100% искрени. Нема детектор на лага, па да нели, доколку не ја кажете вистината да бидете така, еј, ти не ја кажа вистината, меѓутоа бидете искрени. И како што веќе кажав, тоест не кажав, јас кажувам потпредни реченици, никогаш не сум би дошла во превод кај нас Never Have I Ever и тие во зависност од тоа дали го имаат направено тоа нешто ќе кренат сум или не сум, извинете на мојот не толку совршен ракопис, меѓутоа ќе помине. И одиме на првото прашање. Никогаш не сум се напила од чашата на друг не сакајќи, а потоа откако сум дознала или дознал, ќе го кажувам во мачки род за да не зашто ќе треба многу време да ми одзема. Значи, а потоа откако сум дознал да ми било гад. Не сум. Не сум, да. Барем колку што се сеќавам. Ти сум? Леле. И како беше искуството? Лошо. Втора, никогаш не сум се преправал дека сум болен само за да не одам во школа. Само јас и Марко не сум. Па кога не знам кој не сум сакала да одам на школа, ќе кажам на мајка ми и ќе ми каже не оди. Ова баш не беше на тема. Трето, никогаш не сум излажал во школа дека не ми е добро само затоа што ми се одела дома. Сите се согласуваме. Сум. Никогаш не сум лажал на вистина и предизвик. Не сум играла толку често вистина и предизвик. Сум играла, ама не сум играла. Кажа некој сум? Не, сите не сум. Колку сме ние искрени. Никогаш не сум пробал да шармирам тотален странец. Па, не знам, буквално мислам дека се заљубуваме, не се заљубуваме, току ни се допаѓаат луѓето кога ќе ги видиме, не знам. Зборете нешто, само ја зборам. После пак ќе ми викаат, само Ана збориш, не им даваш на гостите да зборат. Еве, значи јавно, зборувате слободно. До каде стигнав? Да, пето. Никогаш не сум се затрескал во друга личност додека веќе сум бил во врска. Значи, каде искрени, па и верни дури. Лојални. На личностите што ги сакаме. Никогаш не сум бил фатен како препишувам. Не, мислам дека. Само јас и јас и Марко и Ирина. Не сум вешта во препишување. Јас повеќе затоа што некогаш ми е страф и таа паника. Да. Буквално знам. Избегнувам да препишувам поради тоа. Исто и јас, пред некое време препишав и не ме фатија и бев многу среќна, меѓутоа не се осудувам многу често, зашто најчесто ме фаќаат. Никогаш не сум пробал да го шармирам, ова е малку дебатно прашање, да го шармирам судијата или судијката на дебата пред и за време на рунда, со цел да биде biased, како би се превело biased? Пристрасен? Пристрасен, при донесување на одлука. Никогаш. Дури повеќе од половина од моите денешни гости пробале, јас не сум, значи сум пробала да го убедам судијата во тоа што... Јас мислам дека работи тоа.
Малку Мислиш? да, ја малку се договоривме со Марко малку повеќе смешкај се, види Така да пробате да го Изгледа фино. да изгледа фино. облече се убаво. Ама сепак не беа пристрасни, беа реални, да бидеме реални. Па значи на крајот на денот и не работи Да. до толку. Значи, од мов секогаш се реални. Да, дефинитивно. Никогаш не сум слушнал случајно како некој зборува за мене. Не знам. Буквално можам вака да не знам. Мислиш како зборување? Да, како зборување. Сум. Како озборување. Онака како нешто, не знам, негативно. Како во лоша смисла. И јас како во нешто позитивно, кога мислеле дека не сум тука, ама веројатно што сум слушала, Ето, не знам. извини што се Не, прекина, уживај. зборав на телефон и не ја спуштија слушалката и продолжија да зборат и како све се слушаше. Тоа е премногу лошо, да, дефинитивно. На другиот лист веќе ги имам другите прашања. Никогаш не сум отворил фейк профил на Инстаграм со цел да ги демнам или да и пишам да демнам некоја личност или да и пишам на истата личност, а да ми се допаѓа личност. Не до тој степен. Не сум. Не. Не Добре. сум. Да. Значи, кај нас нема ништо фейк. Никогаш не сум паднал, бидејќи сум модел и сум се допишувал истовремено. Беше многу засрамувачки. Да, беше многу засрамувачки. Буквално. Паднав пред толку многу луѓе. И никој не се смееше. На сите им беше само жал дека паднав. Ама мене ми беше срам. Никогаш не сум требало да трчам за да си го спасам животот. Само Ирина не. Добро. Леле, бе, молам, кажете ми што. Јас ќе ви кажам, мојата многу трагикомична приказна. Почни, еве ти, Марко. Па не знам сега дали е баш да си го спасам животот или као Нешто приближно. од ситуацијата да се Па спасам. да. Ама као касно вечер на вечер. Да, јас секогаш кога си одам дома на вечер, трчам затоа што ми е страв. Оф, леле, јас мене ме бркаше Добро, куќа. ја тоа секој дневно го Да? правам, ако е до Мене ме тој бркаше степен. питбул. Така што да, поприлично беше страшна ситуацијата и морав да трчам за да си го спасам животот. Обично вриштам кога ме брка куќа. Не знам што правев, само знам дека трчав и дека преминував улица без да видам дали има коли. Зашто? Мислам дека веќе немаме време, затоа што гледам знаци од снимателот, така што нема да можам да ги довршам прашањата. Меѓутоа, ќе ви се заблагодарам што бевте денес со мене во студиото и ќе ве повикам пак да играме некоја интересна игра. И ние ти се заблагодаруваме што нам покани. Ирена, од името на сите. Да, од името на сите. Добро. Фала ви на вас што дојдовте. Ми беше многу драго за тоа што вака си се знаеме, си се гледаме на дебата, си се дружиме приватно. И се надам дека и вие игравте со нас и дека се поминавте убаво, дека ви беше интересно. Оваа емисија ќе може да погледнете подоцна после 2 дена, така од прилика на YouTube каналот на Утреска на Телма и останете расположени секако со Телма. Чао, чао.